сакал на почеток да изразам сочувство со жртвите од разорниот земјотрес во Турција и во Сирија. Еве на ваков ден дискутираме за реконструкција на владата. Слушнавме едно бледо обраќање од страна на претседателот на владата, напишано, претпоставувам, оние кои што му пишуваат говори со многу флоскули, со многу внатре работи кои што се на рап на политички реченици кои што се повторуваат често во нашава политичка сцена, но без суштина. Па мислам дека е честно да погледнеме на суштината. Денеска ние тука дискутираме во суштина за влегувањето на нов коалиционен партнер во владата и излегувањето на еден коалиционен партнер, имено Алијансата за албанците реши да влезе во владата и на тој начин да го продолжи животот на можеби најслабата влада која што Македонија било кога ја видела, влада со најслаб легитимитет помеѓу граѓаните, особено помеѓу македонскиот народ, и влада која што не може да се пофали со ниеден сериозен успех, нити во делот на борбата со корупција, нити во делот на економијата, двата клучни сектори за кои што се заинтересирани граѓаните. И почитувани братеници, почитувана јавност, ако не знаете како изгледа политичка корупција и политичка проституција, еве денес на сцена јасната политичка проституција и политичка корупција која што се случува во Македонија. Затоа што во Македонија изборите губат смисла. Која е поентата да се излегува на избори ако сите сакаат да влезат во влада? Која е поентата да има политички опоненти и да има демократија ако сите сакаат да влезат во влада? И на крај, која е поентата Алијансата за албанците да бори против дури на избори ако на крај сакаат и едните и другите да бидат во иста влада? Тоа не се вика никако поинаку, освен политичка корупција и политичка проституција. Политичка корупција од оние кои што деновиве устата им е полна дека ќе се борат со криминал и со корупција. Ќе се борат со криминал и корупција кога влегуваат во влада која што е убедливо најкорумпирана, според сите релевантни меѓународни извештаи. Според меѓународни извештаи во кои што Македонија се бори за некаде околу 100-то место по перцепција по криминал и корупција. Каква е таа борба со криминал и корупција, доколку се влегува со влада која што има јасно најслаб перформанс во овој дел и влада која што е на крајот на својот мандат. Затоа мислам дека е честно денес пред македонската јавност да се одговори за некои лични интереси кои што се поврзани во делот на криминалот и корупцијата. Јас споменав и јавно кога се кажа овие најави, ќе повторам и тука и одговорницава. Јас овој Арбен Таравари кој што го гледам изминатиот период не го препознавам. Па јавно прашувам, дали се работи за уцена и од кој вид е таа уцена? Дали се работи за уцена со цел влегување во влада? И која е природата на таа уцена? Дали може би природата на уцената е на убава куќа во еден елитен дел во Скопје, во населбата Тафтализе, која што Арбен Таравари во изминатиот период ја доби на поклон? Зошто велам на поклон? Затоа што во неговиот имотен лист пријавил дека куќа од 261 квадрат купил за 150.000 евра. Добро прашање е како во центарот на Скопје куќа од 261 квадрат се купува за 150.000 евра или платено некаде по 500 евра квадрат. Тука не влегува дворот и помошните простории. Но добро прашање е и дали тие 150.000 евра воопшто се платени, затоа што според нашите сознанија нема трансакција ни на тие 150.000 евра. Па сакам јавно да прашам, дали една од цените за влез во владата е убавата куќа во Тафталидже, која што му е поклонета на господинот Арбен Таравари и исто така од еден функционер во оваа влада од политичката партија ДУИ. Тој ќе е комшија на уште еден кој што очигледно ефтино купува, имено ако го отворите имотниот лист на министерот за финансии Фатмир Бесими, кој што му е комшија сега на Арбен Таравари, затоа што се куќа до куќа, ќе видите дека пријавил куќа од дури 410 метри квадратни во истата населба во вредност од
110.000 евра. Како се купува, треба да одговори министерот за финансии, куќа од 110.000 евра вредност, а квадратура 410 метри квадратни. Тоа се новите комшии во Скопје, Арбен Таравари од една страна, новиот владин коалиционен партнер, и од друга страна актуелниот министер за финансии Фатмир Бесими, кои што двајцата треба да одговорат, а ја повикувам антикорупцијската комисија од тука, од оваа говорница, официјално, да испита како е возможно во скопската населба Тафталиџе граѓаните кои ќе сакаат да купат куќа да ја купуваат од 2 до 3.000 метар квадратен, а двајцата нови функционери во владата да ја купуваат некаде за 200 до 500 евра метар квадратен, под услов и тие пари да се платени. Поголем доказ од ова за криминал и корупција и за политичка корупција не е, и тоа само покажува во каква состојба е и владиното мнозинство, а и оние кои што сакаат да му се приклучат. Да не зборувам за еден морален дел каде што Арбен Таравари е градоначалник на Гостивар, ама ете решава да купува куќа или да добива на поклон во Скопје. Значи и самиот не верува во градот кој што го води, па решава да си купи куќа во друг град, во случајов во главниот град. Почитувани пријатели, промените незапирливо доаѓаат. Свесни сте сите, свесна е целокупната јавност за гневот и омразата кој што постои кај народот. Како што сте свесни дека на следни парламентарни избори оваа коалиција ќе биде збришена. Свесни сте во убедливата победа на ВМРО, ДПМН и опозицијата. И затоа бегате од избори. И затоа не сакате да се соочите со народот, затоа што апсолутно ви е јасно што ќе се случи на следните парламентарни избори. Јасно ви е дека следните парламентарни избори ќе бидат чистилиште за целокупната владеачка политичка елита. И сте свесни дека ова е последно како ги чувствувате привилегиите на власта. Исто така сте свесни дека немате никаков ни морален ни човечки капацитет, уште помалце стручен капацитет, да одговорите на предизвиците и да направите нешто за државата. И затоа размислувате само во прво лице еднина. И сте свесни дека ова е последно. И затоа бегате од прв до последен од избори. Затоа има вакво епско бегање од избори, какво што никој досега не видел во Македонија. Епско бегање од избори, повторувам, какво што никој досега не видел во Македонија. Ако нешто е заедничко на оваа влада и ако е нешто заедничко на оваа владина коалиција, тоа е масовното бегање од избори, затоа што се свесни што мисли народот и затоа што се свесни како ќе завршат изборите. Карактеристиката на оваа влада е дека корупцијата цвета, а економијата тоне. И тоа е во секој сектор. Дали е здравство, дали е образование, дали се работи за прибирање на даноци, дали се работи за високо расширениот како никогаш претходно уличен криминал, дали се работи за дрогата која што има на секој ќош во Македонија како никогаш претходно. Нема сектор каде што не се и нема сектор каде што не се оди надолу. Македонија стана држава рекордер која што не може да испечати учебници за своите ученици, каде што школската година завршува, а не можат учебници воопшто да се испечатат и да се дистрибуираат до учениците. Да не зборувам за сите останати сектори кои што го прават животот подобар, а кои што воопшто не ги гледаме. И затоа, ова е влада на континуитет на криминалот и корупцијата, влада во која што криминалот света, а економијата тоне, и влада која што ќе заврши како најнеуспешна и најнеславна во историјата на Македонија. Доаѓаат изборите, доаѓаат промените и доаѓа крајот на оваа целокупна политичка елита. Ви благодарам.